Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. Зголемен број на лица кои доживеале мозочен удар меѓу нив и млади. Со цел подигнување на свеста за рана превенција се одржа панел дискусија. Ќе се донесе одлука за замрзнување на цените на хигиенските производи, а ќе бидат замрзнати и цените на дел од овошјето и зеленчукот. Дваесет и пет возачи во Тетово вчера биле казнети затоа што погрешно паркирале, 7 во Костивар. Подигнување на свеста за раната превенција од мозочни удари и запознавање на населението со овој здравствен проблем беше целта на вчерашната панел дискусија која се одржа во Тетово. Поразителен е фактот што лекарите се соочуваат и со зголемен број на млади кои доживеале мозочен удар, велат специјалистите. Над 5000 граѓани во земјава годишно доживуваат мозочен удар, говорат статистичките податоци на специјалистите. Како што дополнуваат, овие бројки се катастрофални, а токму поради тоа со цел на времена превенција, граѓаните треба да се едуцираат за мозочните удари како еден од најчестите здравствени проблеми. Панел дискусија токму на темата мозочен удар се одржа вчера во Тетово во рамки на проектот Поликлиника доктор Даниела, регионален центар за превенција на мозочен удар за Полошкиот регион. Целта на оваа здравствена работилница е подигање на знаењата и свесноста за мозочниот удар како едно катастрофално заболување, невролошко заболување. Ќе се потрудивме да биде тоа еден мултидисциплинарен пристап со цел да ги обработиме сите ризик фактори, сите можни полиња од каде што може да потекнува како причина појавата на мозочниот удар. Присутните може одблиску да се информираат и за факторите кои влијаат негативно врз човековото здравје и допринесуваат за појавата на мозочен удар, но и кои се методите во процесот на заштита. Меѓу другото, на оваа работилница ќе зборуваме и за модификација на стилот на живот и на ризик факторите кои се коректибилни, а кои допринесуваат за појава на мозочниот удар. Во суштина и скратено, суштински, поентата е следна. Промоција на еден среден и умерен стил на живот, една умерена исхрана, физичка активност, редовни контроли кај матичните доктори и специјалистите, редовно земање на препишана интернистичка терапија, прекин на пушење и ова избегнување на стрес и други пропратни такви компликации во тој правец. Секако дека најважни се контролите, посебно кај хроничните болни, затоа што тука има низа испитувања кои би требало како скрининг да се направат, како што е болеста на крвните садови, за кој што исто така денес ќе зборуваме, аритмиите на срцето, кои што може да се менаџираат и така натаму, се со цел превенција на мозочниот удар. Поразителен е и фактот што возрастната граница е поместена, па така денес лекарите се соочуваат и со зголемен број на млади кои доживеале мозочен удар, велат специјалистите. Значи, возрастната граница може и од рано да почнуваат, ретко се случува, но исто така имаме пациенти од рана возраст, од 30 годишна возраст, сме имали од 25 годишна возраст. Има неколку ризик фактори. Значи, кај пациенти кои што мозочниот удар се случува толку рано, треба да размислиме за генетски предиспозиции, за коагулопатии, значи тие се поретки причини за мозочни удари, но се случува, да, се случува да имат и млади пациенти. Ние сме епицентар, Македонија и Балканот сме епицентар за мозочен удар, пошто имаме лоши навики, значи пушењето, алкохолот, дебелината, се неколку ризик фактори кои што придонесуваат за да се качи инциденцата на мозочен удар. Значи, тука сме, затоа е овој проект, ова трибина е за да придонесуваме за свесноста, да ги популацијата да ги промени животните навики, да. Особено овие фактори кои што се лесно променливи, како што е пушењето и алкохолот и физичката активност, а се многу поврзани со мозочниот удар. После покачениот крвен притисок е
прва причина за мозочен удар, кој што мора чести контроли кај кардиолозите, интернистите, за да се тоа добро контролира, поради тоа што е најчестата причина за предизвикување на мозочен удар. Вчерашната панел дискусија меѓу другите ја проследија и повеќе специјалисти, невролози и кардиолози од Скопје и Тетова, а истата беше поддржана од Фондот за иновации и технолошки развој на Македонија. Министерот за економија Кришник Бектеши денеска најави дека најверојатно утре на владина седница ќе се донесе одлука за замрзнување на цените на хигиенските производи, а во текот на оваа недела ќе бидат замрзнати и цените на дел од овошјето и зеленчукот. Бектеши, премиерот Димитар Ковачевски во придружба на директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски по трет пат беа во инспекциска контрола на еден маркет за да видат како се спроведуваат владините одлуки за замрзнувањето на цените. Имињата на фирмите кои сториле прекршоци ќе бидат соопштени, но откако постапувањата за нив ќе бидат целосно завршени. Веќе се прават анализите, односно скоро и се завршени во делот на цените на овошјето и на зеленчукот и врз основа на тие анализи ќе следуваат исто така мерки кои што се однесуваат на намалување, на можно намалување на цените и на овошјето и зеленчукот, бидејќи она што го правиме е ги гледаме производните цени кај производителите на овошје и зеленчук и финалните цени кои што се во малопродажба, кај кои што гледаме прилично голема дискрепанција и тука ќе мора да се интервенира. Ќе бидат лепеза на производи од хигиенските производи кои утре ќе се замрзнуваат на истиот начин како што ги замрзнуваме и цените со утврдување на датум каде што треба да има одредено намалување процентуално. Датумот ќе се дознае утре, имајќи во предвид дека одредени компании можат во текот на денешниот па и во текот на утрешниот ден да направат одредени смени. Во делот на овошјето и зеленчукот вчера ги добив анализите од страна на Министерството за земјоделие. Би сакал да му се заблагодарам на колегата Николовски за деталната, обемната анализа. Денеска во тек на денот мојот тим работи, најверојатно повеќе од 5-6 производи ќе бидат замрзнени во текот на ова недела и секако дека моментално ги чекаме и анализите од Царинската управа во делот на увозните цени кои се ги пријавуваат нашите трговци кои се занимаваат со овошје и зеленчук, па да видиме во колку е разликата во делот на маржите за да можеме во текот на ова недела и увозните производи кои генерално во нашата држава се овошјето да ги замрзнеме. Поради комплексноста на случаевите се издаваат палатни налози до завршување на предметот, јас нема да ги кажам имињата. По завршување на целокупниот предмет, јас ќе го кажам името и стојам позади тоа дека ќе го кажам. Стојам на располагање, знаете дека Државниот инспекторат излага на секој еднаш седмично и прековремено за сите вас со соопштение и изјави за моменталните надзори, но поради комплексноста на случаевите, на предметите, јас ќе ги кажам имињата на фирмите кои ги прекршиле и не ги почитувале одлуките, но ве замолувам за мало трпение до завршување целосната постапка. Во рамки на председавањето на Северна Македонија со САД и Јадранската повелба во Скопје се одржа првиот неформален министерски состанок со кој председаваше министерот за надворешни работи Бујар Османи. Во фокус на дискусиите беа можностите за зајакнување на политичката улога на повелбата во контекст на тековните регионални состојби како и безбедносните предизвици, при што Османи ја представи амбициозната цел лансирањето на процес за создавање нов стратешки концепт на А5, како и другите приоритети на председавањето. А5 или по-конкретно САД Јадранската повелба представува најважната иницијатива за промоција на евроатлантските вредности во регионот. Покрај нас, членки на иницијативата се Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора, додека Косово, Србија и Словенија имаат статус на земји наблюдувачи. Како стратешки партнер и основа во А5 присутни се и Соединетите Американски држави, што на оваа иницијатива и дава посебна политичка тежина. Специјален гостин на денешниот неформален министерски состанок на А5 беше министерот за надворешни работи на Украина Дмитро Кулеба. Како најважен дел од приоритетите на нашето председавање, денес ја представив амбициозната цел, насочена кон иницијативата, а тоа е лансирање
процес за создавање на нов стратешки концепт за А5. После 2 декади постоење, геополитичките околности во регионот и пошироко се значајно променети, а особено по актуелната воена агресија на Русија врз Украина. Дополнително, А5 во голем степен ја има исполнето иницијалната цел за која што беше основана. Денес, практично, сите 3 земји основачи, дополнително и Црна Гора, како подоцнежна членка на повелбата, се членки на НАТО. Од тука, нашата цел е да ја адаптираме А5 на актуелните состојби и да ја зајакнеме незината политичка улога во насока на полесно справување со современите безбедносни и регионални предизвици. Нашите предлози се однесуваат на неколку области и тоа се: зајакнување на координацијата и соработката на земјите од повелбата кои се членки на НАТО, што е во насока на промовирање на интересите на целиот регион во различните структури на алијансата. Дефинирање на спектар на механизми кои ќе овозможат поголем ангажман и вклученост на земјите од повелбата кои не се членки на НАТО. Тоа се Босна и Херцеговина, Косово и Србија. Проширување на регионалната соработка за актуелни теми и прашања кои се актуелни во НАТО, како што се справување со хибрид и сајбер закани, стратешки комуникации и други. Дозволете да ви информирам дека заедно со земјите членки на повелбата денес ќе усвоиме заедничката изјава на состанокот, од која би извоил 2 значајни пораки. Прво, заедничката подршка на политиката на отворени врати на иницијативата, односно проширување на А5 со нови земји членки. Ова е особено значајно за промовирање на инклузивност, соработката и стабилноста во регионот. Ние како председавачи се залагаме за што поскоро членство на Косово во А5, чија апликација е поднесена уште во 2012 година. Второ, силна поддршка на земјите членки за Украина и осуда на руската воена агресија. Од почетокот на војната до денес, сите земји членки на А5 од регионот имаат донирано околу 17 милиони долари хуманитарна помош, додека поголемиот дел од земјите членки од регионот имаат обезбедено околу 214 милиони долари воена помош. Заедно со САД, овие суми надминуваат 1,62 милијарди долари во хуманитарна помош, односно 32,7 милијарди воена помош. На крај, само да додадам дека заедно со председавањето со ОПСЕ, председавањето со САД Јадранската повелба представува еден од највисоките приоритети на Министерството за оваа година, фокус кој планираме да го задржиме до крајот на годината. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера на улица Маршал Тито во Тетово привеле 20-годишник од Република Албанија со времен престој во Тетово и 19-годишник од Тетовска Голема Речица поради меѓусебна физичка пресметка. По целосно документирање на случајот на двајцата инволвирани ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера на улица Благоја Тоска во Тетово полициски службеници на СВР Тетово привеле 37-годишник од Тетовско Джепчиште, кој поради недоразбирање во сообраќајот агресивно се однесувал кон друго лице, како и кон полициските службеници кои преземале службени дејствија. Ноќеска околу 2 часот и 30 минути во Тетовско Жеровјане. Полициски службеници на СВР Тетово привеле 28-годишник од ова тетовско село, кој одбил полициска наредба додека преземале службени дејствија и се обидел да избега. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 36-годишен гостиварец поради сомнение дека извршил неколку тешки кражби на подрачјето. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по целосно расчистување и документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. 25 возачи во Тетово, а 7 во Гостивар вчера биле казнети затоа што погрешно паркирале. Секторот за внатрешни работи Тетово ги засили активностите за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово и во Гостивар.
Вчера во Тетово биле преземени вкупно 25 мерки, кои се однесувале на непрописно, односно погрешно паркирање, а 19 возила биле подигнати од пајак службата. Подигнатите возила го попречувале нормалното движење на другите учесници во сообраќајот. Претежно станувало збор за паркирани во така наречени двојни редови и на други недозволени места во зона на крстосници, на пешачки премини, на тротоари и слично. На подрачјето на Гостивар вчера исто така откриени и санкционирани биле 7 прекршоци кои се однесувале на непрописно паркирање, при што на собствениците на истите им биле изготвени соодветни поднесоци. Секторот за внатрешни работи Тетово и во наредниот период ќе спроведува вакви активности, дотолку повеќе што непрописното паркирање честопати е причина за создавање на сообраќаен метеж на улиците, но и представува причина за сообраќајни несреќи, неретко и со посериозни последици, велат од СВР Тетово. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!